Најмалку уште 7 дена во Грција ќе се патува по досегашните протоколи. До 29 јули исти правила за влез во Грција. Освен ПЛФ документот со кој се регистрирате за влез во земјата, останува и потребна потврда дека сте негативни на COVID-19, сте го прележале вирусот или сте вакцинирани со 2 дози на било која вакцина, најмалку 2 седмици по втората доза. Државата е на листата трети земји за кои не важи забраната за влез. Согласно министерската одлука, сите посетители, независно од државјанството и начинот на влез во земјата, имаат 2 опции и една алтернативна можност во однос на документите што треба да ги приложат и се поврзани со COVID-19. Првата опција е целосно да ја имаат завршено вакцинацијата 14 дена пред патувањето и да достават сертификат за вакцинација на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски јазик, издаден од јавна установа и да ги содржи податоците, име и презиме, како што се заведени во пасошот, вид на вакцина и бројот на дози, заедно со датуми кога се примени. Втората можност е со негативен тест или ПСР направен во последните 72 часа пред патувањето или антигенски тест направен 48 часа претходно. И за двете опции тестирањето треба да биде во одобрена од државата на потекло приватна или државна лабораторија, а потврдата да биде на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски јазик, а исто како и за сертификатот треба да ги содржи името и презимето на лицето кое патува, онака како што се заведени во пасошот. Алтернативно, посетителите на Грција може да достават потврда за прележана болест по лабораториско тестирање со ПСР или антигенски тест. Сертификатот се издава 30 дена по првиот позитивен тест и неговата важност е до 180 дена по позитивниот резултат. Документот треба да биде од јавна установа или од лабораторија одобрени од државата на потекло, да ги содржи податоците од пасошот и повторно може да биде на неколку јазици, односно на грчки, англиски, француски, германски, италијански, шпански или руски јазик. Европскиот дигитален ковид сертификат е уште една алтернативна можност за влез во Грција. Конкретните обврски за патување важат за лица со наполнети 12 години. Сите посетители на Грција, независно од земјата на потекло, може да бидат подложени на тестирања. Селекцијата се врши согласно здравствениот алгоритам и со помош на кодот од ПЛФ формуларот. Доколку бидете тестирани, ќе треба да ги почекате резултатите. Ако резултатот е позитивен, предвиден е 10-дневен карантин. Додека пак ако се работи за лица кои 14 дена претходно ја завршиле вакцинацијата, тогаш задолжителната изолација е 7 дена. На последниот ден од карантинот потребно е да се направи ПСР тест. За прекршување на законските мерки и обврски предвидени се парични казни од 500 евра. Во одлуката посочено дека туристите за време на нивниот престој во Грција мора да ги почитуваат мерките што важат и за грците.